Кога ќе дојде ново бебе во семејството, многумина од нас се прашуваат дали детето доволно спие, дали е квалитетно спиењето или пак како да го направиме квалитетно. Сања Ѓорѓиева веќе 5 години се занимава со истражувања, развивања и иновации поврзани со сонот, па ни открива што значи целиот тој процес и како дојде идејата да се отвори нешто вакво и кај нас. Идејата да отвориме нешто ваков центар кај нас се наметна сама по себе кога и за прв пат станав мајка и кога, познавајќи ги, знаејќи ги последиците кои што можат да настанат поради недоволен сон, почнав да истражувам, дојдов до разни сознанија и ја открив Ким Вест, позната како The Sleep Lady, која што веќе повеќе од 30 години работи со уморни родители и деца кои што имаат проблем со спиењето. Целото мое знаење, методи, техники и истражувања кои ги имам стекнато и кои ги стекнуваме секојдневно, сакав да ги пренесам и на нашата територија и да почнеме и овде да работиме со родители кои што имаат проблем со неспиењето на нивните деца и успешно да им го решаваме проблемот. Покрај советите и програмите кои што родителите ќе ги добиваат за спиењето на нивните деца, ќе имаме и едукации, групни предавања и едукации од медицински лица и од надворешни стручни експерти од областа на растот, развојот и психологијата на детето. Родителите ќе можат да најдат совети и еден начин едукација за целиот раст и развој на децата до 6 годишна возраст, а дополнително ќе биде едукацијата и советите за спиењето на нивните деца. Значи како да ги спречат непреспаните ноќи и како да им помогнат на децата кои што не ги преспиваат на ноќите, да ги научат да почнат да преспиваат и да имаат мирна ноќ. Тања ни открива какви техники се користат за да се успее во тоа едно малечко и по само 2 недели да почне да се осамостојува при заспивањето. Една од причините за успехот на нашата работа и за успехот со нашите методи и техники е тоа што ние кон секој проблем пристапуваме индивидуално. Што значи дека секоја програма која што ќе ја направиме е индивидуална. Не постои една програма за две исти дечиња, поради тоа што секое дете е различно на свој начин. Програмата кога ја изработуваме ги зема во обзир темпераментот, карактерот на детето, возраста, навиката со која што се соочува, целата ситуација во фамилијата, така што правиме програма врз цела една историја, да кажеме, на детето. Методите и техниките кои што ги користиме, од друга страна, се со благ и нежен пристап. Родителите се цело време покрај своето дете, значи не ја напуштаат собата и да го остават детето да плаче со саати додека не заспие. Родителите се тука до своето дете и му помагаат во целиот тој процес да почне да заспива само и за да ги преспива ноќите. Многу е важно колку спие во текот на денот, многу е важно во колку саат ќе заспие навечер, така што правиме една цела рутина и ред на детето во една, да кажеме, во 24 часа, како треба да поред правилно и кога да заспива детето. Друга многу важна работа кај нас кога работиме со децата, за да се започне една програма, многу е важно родителите претходно да се консултираат со своите педијатри и да ги исклучат сите медицински проблеми кои што може да бидат една од причините за непреспаните ноќи. Значи, ние работиме со деца кои што немаат медицински проблем за заспивање, кои што имаат стекнато навика. Значи, имаат стекнато навика, дали со цицање, дали со нишкање, заспивање во раце или било која друга навика што ја стекнали, ние работиме на тоа да искорениме таа навика и да ги научиме да заспиваат сами. Оваа метода е прилично нова и луѓето кај нас не се доволно запознаени со неа. Многу ме радува фактот што родителите се повеќе и повеќе истражуваат и се повеќе се едуцираат кога станува збор спиењето кај децата. Така што голем дел од родители веќе се запознаени дека во светот постојат сертифицирани тренери за спиење и е нормално да се повика стручно лице сертифициран тренер кога некој родител ќе се соочи со проблемот на спиење на своите деца. Така што тие веќе се запознаени и многу добро реагираат кога ќе дознаат дека и овде во нашата земја се отворил центар и има лице со кое што можат да разговараат конкретно за тој проблем. Какви се нивните планови за понатаму? Сакаме да го направиме едукативен центар, каде што родителите ќе добиваат совети, консултации и насоки за тоа како да израснат едни здрави дечиња со здрави навики. Многу е важно детето да спие доволно. Во спротивно, не само што ќе има негативно влијание врз расположението и раздржливоста, туку недоволното спиење може да се одрази на концентрацијата, способноста за учење и способноста на имунолошкиот систем да се одбрани од вируси
и други причинители на болести.